Во сложените политичко-економски односи при крајот на 19. век, но исто силен стремеж за ослободување на Македонија од многовековното туѓо владење, на 23.10.1893 година во Солун е формирана Македонската револуционерна организација. Нејзините основачи Дамјан Груев, Петар Попарсов, Иван Хаџи Николов, Антон Димитров, Христо Татарчев и Христо Батанџиев со себе ги носеле и ги сублимирале сите сознанија за страдањата, како и политичките, економските и културните констелации, но ги обединувале и разните идеи и искуства на разни македонски здруженија, кружоци и револуционерни групи. Основната цел на организацијата била извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на турската држава. Потоа е вклучена и територијата на Одринско, со што го добила називот Тајна македонско-одринска револуционерна организација ТМОРО. Организацијата била должна да го разбуди сознанието кај народот за самозаштита, да шири меѓу него низ печатот или усно револуционерни идеи и да подготви и подигне општо востание, што всушност е содржината на првиот и вториот член од Уставот. Голем импулс на организацијата и дале новите членови во 1894 година, а тоа се Гоце Делчев, Ѓорче Петров и Пере Тошев. Идеите на МРО моцкавично се прошириле и со голем занес биле прифаќани од народот, иако организацијата била мощно предпазлива во својата работа. За време на летото 1894 година формирани се првите градски револуционерни комитети во Битола, Кавадарци, Неготино, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга. Брзото проширување на организацијата го наметнало одржувањето на Ресенското советување, кој според тежината на одлуките и нивното спроведување во научната литература се среќава и како конгрес, кој во август 1894 година донел поголем квалитет во организацијското работење. Советувањето е мощно битно за да се свати појавата и действувањето на МРО во повеќе градови во Македонија, па и во Тетово. Всушност, тогаш се донесени неколку одлуки кои директно ќе се применат и на тетовскиот терен. 1. Да се раздели на револуционерни реони, откако во секој негов реон ќе се постави некој погодно лице со потребен авторитет. 2. Материјални средства да се собираат и надвор од членовите на организацијата, од оние кои го симпатизираат делото. 3. Во екзархиските црковно-училишни општини да се вовлечат колку што е можно повеќе луѓе кои го симпатизираат делото. 4. Да се засили пропагандата со местни весници и револуционерна литература. Се разговарало да се започне со вооружување на местните комитети. Според првата одлука на Ресенското советување, Тетово и Тетовско се нашле во рамките на Скопскиот револуционерен округ. Набрзо изработени правилник за револуционерни комитети, кој содржи 50 члена групирано во 11 глави. Според овој правилник биле дадени основните смерници по кои се дефинирала структурата, составот, должностите на револуционерните комитети, нивните управни тела, на началниците, членовите, како и прашањата за поштата, тајната полиција, казни, вооружување и материјални средства на комитетите. Во текот на 1895 година формирани се повеќе комитети по градовите, меѓу кои во Тетово, во есента истата година. Третата одлука од Ресенското советување наполно се остварувала во Тетово, каде што всушност организацијата успела да се инфилтрира меѓу учителите назначени од екзархијата и тие да бидат првите основачи на градскиот комитет. Најважна улога одиграле учителите, кои во тетовските училишта биле претежно од другите краишта од Македонија. Главен збор меѓу нив имал учителот Христо Червенелеков од Штип како прв председател на тетовскиот комитет. Тој уште во младите години се истакнувал со својот бунтовнички дух и еден од првите членови на организацијата во Штип. Како близок соработник на Гоце Делчев и Даме Груев, кога е назначен за учител во Тетово, веднаш се зафатил со ширење на идеите на организацијата во овој крај. Преку Христо Червенелеков, всушност, Тетовскиот комитет имал директна врска со основоположниците на МРО и тој е првиот организатор за набавка на делови за пушките од Австро-Унгарија во Тетово, нивната изработка и испраќање на истите во другите делови на Македонија. Другите учители основачи се Владимир Трајчев од Ресен, Никола Панчев од Штип, Драган Ничов од Велес и Симеон Мисов од Тетово. Меѓу основачите е и Глигор Михајлов, Чевлар од Тетово и Илија Кензов за Нечија Тетово. Градскиот комитет од Тетово е формиран во куќата на учителот Христо Червенелеков. Таму, покрај Михајлов и Кензов,
присуствувале и учителите кои ги споменавме без Владимир Трајчев. Покрај вообичаените поздрави во вакви прилики, Червенелеков го зазел челното место и го отворил заседанието. Со една силна патриотска беседа, тој ги открил целите и задачите на организацијата. Григор и Илија, кои дотогаш никогаш во животот не слушнале ваков говор, биле воодушевени вон себе и веднаш прифатиле да се вклучат со дадена заклетва пред револвер, кама, Евангелие и крст. Тоа го сториле заедно со сите присутни. Задачата мощно брзо била реализирана, бидејќи идејата за слободна Македонија била со големо воодушевување прифатена. Организацијата за мощно кратко време имала 50 членови. На крајниот северозапад на Македонија, во подоцнежните години, ВМРО и ВМРО во Тетово ќе создаде моćна мрежа која се проширила речиси во сите села каде што живее христијанско македонско население и најмногу во градот Тетово. Кога би требало да се резимира во кратки црти кои се заслугите во Тетовскиот комитет, тие би ги поделиле под неколку точки. Една од најважните задачи на Тетовската организација била производството и дистрибуција на тетовските пушки мартинки, кои по обемот на употребата во македонските комитски чети била најзастапена. Најмасовна употреба на овие пушки во комитските чети била на потегот од Тетовско до Леринско, а на исток незината употреба се граничела со течението на реката Вардар. На Тетовската река Пена се наоѓале мали фабрики за бушење на цевки, така наречени чаргови. Во нив и во единствената гајтанара на воден погон, на истата локација се леели куршуми и бомби. Тетовчаните биле задолжени и за набавка на некои делови од пушките од странство, но и за дистрибуирање на пушките до четите во Македонија. За време на востанието, бидејќи Централниот комитет на организацијата решил да не се дига востание во Скопскиот револуционерен комитет, Тетовската организација започнала со регрутирање на комити доброволци од Тетово, кои учествувале во речиси сите региони каде се воделе борби, од Кичевско, Крушевско, па се до Кратовско и Кочанско. По Илинденското востание, тетовчаните се до 1905 година учествувале во борбите кои се воделе низ Македонија. И нив во изворните документи ги среќаваме во многу чети, како и комити и како војводи во Тетовско, Гостиварско, Кичевско, Крушевско, Тиквешко, Велешко, Воденско, па се до Серско, во четите на војводите Паница и Сандански. Во периодот од 1903 до 1905 година во Тетовско биле формирани 4 чети, чија главна задача била заштита на цивилното население од зулумите на турскиот аскер и особено од башибозуците. Војводите на овие тетовски чети се војводата Софре Ѓорѓевски од село Радиовце, кој раководел четата која го контролирала теренот на и околу планината Сувагора, со селата Челопек, Волковија, Стенче, Блаце, Луковица и други соседни села, потоа така наречени Брезјанска чета, чиј прв војвода е низиниот основач Крсто Михајловски од село Брезно. Но во четата имало и комити од Лешок, Јелошник, Лавце, Једоарце, Отуње, Варвар. Овие села биле и местата на Шарпланина, каде што оваа чета действувала. Покрај овие две чети, постоели две чети од градот Тетово, едната на чело на војводата Ѓорѓи Тодоров и четата на војводата Младен Мишевски. Постоела и действувала и една тетовска гостиварска чета, со војводата Коле Гостиварчето, од Долно Јеловце. Со оваа чета е поврзан прочениот настан со рисувањето на Лешочкиот манастир, кој се случило на 28 август 1905 година. Во војводи во тетовските и други чети се појавуваат имијата на Атанас Јаковов Албански, Дунев Никола, Илија Тетовчето, Јуруков Тодор, Константинов Милан, Милошев Најден и Стефанов Јаковов Тодор. Денес го славиме денот на македонската револуционерна борба. Тој е денот кога за прв пат македонците и другите народи кои живеат на овие простори започна организираната повеќе децениска борба на која како крајна цел е создавањето на современата македонска држава. Така, 41 година по Илинденското востание, новата генерација на револуционери, македонските партизани по стапките и угледот на претходните илинденци, успеја во вардарскиот дел на Македонија да ја создадат современата македонска држава. Истакнувајќи го континуитетот на Илинден, македонските партизани своите чети и одреди ги нарекуваа по имијата на војводите и идеолозите од 1903 година. Највисокиот орган на македонската држава АСНОМ е формиран исто така на Илинден 1944 година. Тетово и Тетовско во времето на Народно-ослободителната војна
даде свој активен придонес со своји борци и одреди. Слободата беше извојувана со борба и голем број жртви.